Силно невреме и дожд, што доцна синоќа го зафати Кочанскиот крај, натлачи 40 хектари под ориз. Сета вода од тај дел од Спанчево, Бање, од Таркање додека нашите површини доле, има едно околу 30-40 хектара поплавени. Ускаре пругата сите оризи се полни со вода, не се видат натаму оризите со вода. Нова опасност за земјоделците сега е сонцето после дождот. Ако се качат температурите, ќе го попари оризо, ништо нема да биде тоа. А трошкот е веќе 70% даден. Освен во Соколарци, обилен дожд падна и во Облешево, каде ги поплави градинарските култури, поради што овдешните земјоделци имаат дополнителна работа. Копаме, цадеме водата, одеме до канал, дигаме врејки, ставаме у каналетите. Нема ништо да биде. Нема, ако едно сонце опече, готов секс арсип. Нервозни и загрижени денес беа и земјоделците од Чешиново. Биперо е лом, нема катастрофа, нема подлежаните, нема ништо. Ја краставици тя, теите и они нема ништо нема. Ја фолијата и она нема ништо. Муша му купи, джабе. Во Теранци пак проблем за земјоделците се јато птици. Те по джамови се качуват, керемите отправи се живо сгоре, по бачака, по бобовете цаптоко кацата сгоре. Те шишиња се моторира, кацам по шишињата за да бегат, не може ни да лежам, што да ги прават. Плукат на се било што, на трева, на било што, по житата одат доле. Под стреите прават гнезда, па сигурно ќе се изведуват. Чим најдуваме јајчиња тука низ травата, под зидовето. И нема мира од нив. Идентично како и земјоделците од Штипска Лакавица, каде неколкудневното невреме целосно го уништи родот и на кочанските земјоделци родот не им е осигуран, па помош тие сега чекаат од државата и општината.